Министерството за труд и социјална политика во соработка со Царинската управа и Агенцијата за управување со одземен имот деновиве ја започна распределбата на запленета стока на семејства корисници на социјална помош, сиромашни семејства како и семејства со самохрани родители. Во акцијата која се спроведува и во Гостивар, 50 загрозени семејства добија обувки и облека. Ние како центар предност им дадовме на повеќе детните семејства, на самохраните родители и на лица кои што живеат во многу тешки и стамбени и материјални услови. По добивањето на донацијата од петокот во Центарот за социјална работа почна да се доделува таа помош во натура. Помошта се состои претежно е во патики нови кои што корисниците почнуваат да ги добиваат по своја желба, по број кој што му одговара. Имаше и некоја текстилна роба и имаше некои работи поситни во домаќинство. Од Центарот за социјални грижи најавија дека наскоро се очекува и нова пратка. За да се стане корисник на истата, социјалците треба да поднесат барање до Центарот каде ќе се контролира степенот на нивната загрозеност, пошто ќе следи одобрување за доделување на запленетата стока на социјално ранливите групи. Треба да се јави во Центарот за социјална работа кај референтите. Референтите се ги знаат, пошто постои разлика и од социјалец до социјалец. Кој е во подобра положба, кој е во полоша ситуација, во положба. Ви реков дека предност се дава на семејствата кои што се со повеќе деца, бидејќи патиките се исклучиво бројчиња кои што одговараат на детската возраст. Ова акција во Македонија се спроведува за прв пат. Се најавува распределба на над 70.000 парчиња облека, обувки и играчки кои Царинската управа ги запленила. Акцијата се овозможи преку измена на Законот за заштита на правата од интелектуална сопственост и со обезбедената согласност од представници чии трговски марки биле злоупотребени. Пред да се распределат обувките и облеката, отстранете фалсификуваниот знак на производителот.